Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за најчестите стомачни проблеми кај децата, како што се повраќање, болка во стомакот, диареја, обстипација, рефлукс, но и пребирливост при хранењето. Повеќето деца брзо ги надминуваат тегобите со стомакот, но во одредени случаи се работи за посериозни проблеми со гастроинтестиналниот тракт. Кои симптоми треба да бидат сигнал дека треба да се упатиме на педијатар? Ке ни појасни во денешната емисија професор доктор Сонја Бојаджиева, педијатар, гастроентерохепатолог, раководител на оделот за гастроентерологија при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје и раководител на катедрата за педијатрија при Медицинскиот факултет во Скопје. Ќе погледнеме блок реклами, како што знаете веќе, веднаш потоа стартува интервјуто во студиото. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за најчестите проблеми со стомакот кај децата со професор доктор Сонја Бојаджиева, педијатар, гастроентерохепатолог, раководител на оделот за гастроентерологија при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје, раководител на катедрата за педијатрија при Медицинскиот факултет во Скопје. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден и навистина ми е чест што конечно се среќаваме тука. Да. Добро ве најдов. Да ги поздравам сите гледачи на ТВ Телма, посебно на вашата емисија Телма амбуланта. Навистина за прв пат јас гостувам во вашата емисија, иако долги години некако се договаравме и чест ми е што сум денеска токму во вашата емисија и да проговориме нешто за што многу родители, може баби и дедовци, секако имат многу прашања да постават во кога станува збор стомачната етиологија на различни состојби во педијатријата. Професор, ке најавив, навистина имате многу ангажмани на Медицинскиот факултет на Универзитетската клиника за детски болести, но во моментов сте и кандидат за декан на Медицинскиот факултет. Изборот ќе биде наскоро. Што ве мотивира? Што ве поттикна всушност за еден ваков? Некако се шири, една ваква кандидатура. Па се одлучив да се кандидирам за декан на Медицински факултет со оглед на тоа дека сум 2 години, 2,5 години раководител на катедра за педијатрија и повеќе години сум вклучена во едукацијата, значи наставниот кадар на Медицински факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Сметам дека нешто можеме повеќе да направиме, ние лекарите, женовите на наставничкиот совет, на Медицински факултет, професорите, со цел да направиме едно поубаво место за стварање на нови кадри. Сметам дека не само што ни е должност и обврска ни е да Медицинскиот факултет го направиме едно попријатно место, подобар, поубав, помодерен да биде и да го оставиме на идните генерации од тоа што нам ни беше ние оставен. Ви посакувам успех на предстојниот избор. Благодарам. Имате одличен кандидат за декан. Да, ние доста направивме со нашата катедра во тек на овие 2 години, започнувајќи од реновирање на амфитеатарот, малтане комплетно со столчиња, со цел санитарен дел, технички подобрен, понатака аудиолошки, компјутерски, технолошки. Така вчера ја имавме настан, добивме една супер модерна фантом кукла бебе, прематурно бебе од компанија која што е пријател на катедрата за педијатрија и таа ќе служи за едукација на нови кадри. Значи и на студентите, и за специјализантите, и за медицинските сестри, и за сите оние кои што сакат и треба да научат одредени вештини, кои што прво се вежбаат на тие кукли фантоми, а потоа секако да се спроведат и на децата. Меѓутоа, квалитетна едукација мора некако ни е должност да обезбедиме квалитетна и модерна едукација, да ги следиме сите оние и не само светски, европски трендови. Професор, ке ви посакувам и понатамошни успеси. Благодарам. Сега ќе се задржиме на темата на која што ќе зборуваме, а тоа се најчестите стомачни проблеми кај децата. Ние издвоивме нешто како симптом што почесто се јавува во детска возраст, а тоа се повраќањата, болката во стомакот, обстипацијата, гастроезофагијалниот рефлукс, пребирливоста при јадењето. Ќе започнеме редоследно да разгледуваме
кога децата повраќаат, не само децата и бебињата, родителите ги фаќа вистинска паника. Сега, која е најчистата причина поради која што се јавува повраќање во детска возраст? Сите симптоми што ги кажавте некако се драма, јас секогаш така и на предавања кажувам. Не само за семејството дома, за мајка, татко, бебето, тука детето, туку и за ако има баба, дедо, повеќе членови во семејството доколку заедно живеат, тоа е трчање за сите симптоми, и за абдоминалната болка, и повраќањето, и рефлуксот и така натаму. Така да секогаш има многу прашалници што да направат, во која состојба, кога да консултират лекар, кога е доволна само една телефонска консултација, кога да бидат прегледани од педијатар и кога треба се разбира и хоспитализација во болница. Зависност многу е важно за која возраст ќе говориме. Значи повраќањето започнува уште кога ќе се роди детето, практично тоа е еден знак, симптом кој што практично може да се појави непосредно неколку часа после раѓањето. Може да биде поврзано со начинот на раѓање, значи дали како е родено детето по природен пат, со секција, цезареја и така натаму, во зависност од тоа дали проглутало некаков секрет и тоа. Може и од органска причина и од неорганска причина да биде. Но тука затоа сме ние педиатрите да може да установиме. Меѓутоа може да станува збор за некои малформации кои што се диагностицираат веднаш после раѓање. Малформации, значи вродени на гастроинтестиналниот тракт. Како пример, некој тип на атрезија, значи на езофагус, или пак други Тоа се стеснување или комплет, практично едно со езофагусот не е поврзан целиот. Така да многу рано треба да се постави таа диагноза за да може третманот да биде правовремен, односно дел од нив се решаваат хируршки или трахеоезофагиална фистула и така натаму. Понатака како расте детето, тоа е во неонатален дел период, првите 28 дена, меѓутоа дојнечки период е до крај на првата година, која викаме доенчиња. Тука може и други проблеми да се појават, повраќање од одредена храна, неподносливост на храна, неподносливост на некое млеко, на некои состојки кои што се наоѓаат во самото млеко. Понатака, веќе на еден и пол месец, можеби ќе повраќа детето, дали во млаз, битно е колку пати детето повраќа во текот. Во тој период блјуцкаат бебињата, па родителите не се сигурни дали бебето повратило или пак блјуцнало. Значи треба да има млаз, така? Блуцкањето ништо не значи, значи сите бебиња блуцкаат, меѓутоа доколку повраќа во млаз, ќе речеме, тоа е повраќа повеќе 1 метар може да поврати бебето. Тогаш мора, значи, добро земена анамнеза, викаме тоа е веќе пола диагноза. Од тие ситуации треба да направиме одредени анализи, како лабораториски, покрај физикалниот преглед. Можеби треба да се направи ултрасонографија на абдоменот, да не пропуштиме, например, пилорна стеноза, ако повраќа така. Инаку има симптом кој што е многу карактеристичен за дојнечки период, руминација, значи тие се ја враќаат храната во устата и повторно ќе се изџвекат, па се ја голтат. Тука ништо не треба посебно да се прави. Меѓутоа, во одредени состојби кога повраќа детето, нема столица, тврд е абдоменот, треба веднаш да биде прегледано од лекар, посебно од педијатар, па некојаш и хирург, да се направат одредени анализи, да не пропуштиме некоја акутна хируршка болест, која што секако бара изискува брзо оперирање. Сега, знаете, се појавуваат и од неорганска причина, особено кај школски деца, и абдоминална болка, и повраќање, стрес на училиште, задевање или пак некои семејни односи нарушени. Така да треба предпазливо да се следи или да се пристапи или евентуално некојаш и невролошка симптоматологија оди со повраќање. Или пак доколку детето има и покачена телесна температура, има инфект, значи треба да се исклучи и менингит и некои други, значи заболување, воспаление на мозочни обвивки и многу други
елементи како тумори и така натаму во мозок. Меѓутоа, треба да биде прегледано сепак од педијатар. Значи, детето кога повраќа, секогаш треба да биде прегледано од педијатар. Убаво е да биде прегледано и уште нешто што секојдневно некако сретнуваме, лекови против повраќање да не се даваат на своја рака. Дома да не даваат родителите. Бидејќи тоа првото прашање на родителите, има ли некаков лек против повраќање, па потоа ќе постават прашање во некоја од тие групи на социјалните мрежи, добиваат секакви совети, од лекови за патување, кои што спречуваат повраќање, до некакви чепчиња, кои што ќе го спречат повраќањето. Што велите за тие пристапи? Повраќањето не сме да се стопира. А не сме? Не сме така да се стопира на тој начин. Доколку може да повраќа, кога станува збор за некоја банална инфекција, црвено грло, вирусна инфекција. И од грло може да повраќаат? Може, зошто да не? Се слева секрет по епифаниксот во респираторниот дел, се слева, ќе го голтне детето, па потоа ќе се накашла и ќе поврати. Затоа е битно да видиме што повраќа. Храна повраќа, секрет ли повраќа, дали има крв во повратените маси. Со така е многу важно да ги прашаме родителите. Пристапот на вистина треба да биде сериозен, аколку се почесто детето повраќа. Значи, давање на лекови кои што треба да супримират, значи да го намалат или да го спречат повраќањето, се многу опасни. Дел од нив што се дават, се уште и ние гледаме новите генерации тоа да не го прават и затоа ги едуцираме, бидејќи некои лекови имаат и нус појави, негативни реакции на организмот, кои што може да ја влошат понатаму состојбата. Дете кој што има една вирусна инфекција, детето не јаде. Болно дете никогаш не јаде, а многу троши. Се појавува хиперкатаболизам, да кажам. Цел организам малку побрзо работи, срце, бубрези, бели дробови. Има потреба од повеќе енергија и внес на калории. И кога нема да јаде, ги троши собствените градивни елементи и може да се појави тој така наречен циркулус вициозус, зачаран круг. Значи ќе се појават одредени разградни елементи и кетони, одлично, кетони во урината. Повеќето родители сме поминале низ тоа, преку урината се утврдуваат. Точно, преку урината еден брз стик тест се прави и веќе знаеме. Кога ќе видиме 3 плюса кетони, веќе сме на вистина во паника. Детето повраќа, тука не можеме да го спречиме тој круг, бидејќи не внесува течност, не внесува храна, има нагон на повраќање и тука се вртиме. Во таа состојба треба да се пристапи адекватно, да се прими детето во болница и да прими интравенозна рехидрација. Значи, во многу состојби таа рехидрација ни е најважна. Како да забележиме дека детето е дехидрирано и дека всушност влегло во овој маѓепсен круг, кога повраќа бидејќи се зголемени кетоните, телото веќе почело да разградува дел од протеините? Да, има повеќе параметри, нас клиничарите повеќе гледаме. Прво, мајката дома што детето не прима течност, му се нуди, го пои, се труди мајката. Меѓутоа детето одбива, ја врти главата, плаче, вознемирено е, може и не мора да поврати во тој момент, или му се дава храна која што баш и не ја сака. Топли напитоци не треба да се даваат дополнително во шуваат состојбата. Никако топли. Топли не. Така да во тие состојби детето или ќе примети мајката не мокри детето. Еден пампер се ставен цел ден, суфе. Детето не мокри. Детето не игра како што играло претходни денови. Детето е поспано, сака да се одмори, не се смее. Почнува се појават халонирани очи, викаме пладнати, значи подочњаци кај детето, како точки стануваат. Ние клиничарите имаме добар параметар, еве за млади колеги кои што слушаат, значи време на повторно полнење на капиларите. Кога ќе се стисне кожата, значи треба 2 секунди да се направи ново проток на циркулација, значи на самата кожа. Во тек на 2 секунди. Доколку тоа не се случи, тогаш знаеме дека детето е дехидрирано. Се штипнува, значи кожата не се враќа таа веднаш назад? И таа како побледа станува, кога ќе се пушти за 2 секунди треба повторно да ја добие истата боја на кожа. Има и други параметри, се разбира, на забавен пулс и тоа е повеќе медицинска
работа, да кажам. Поради тоа, кога ќе видат ситуација таква родителите, да, барем да се јават, да консултират, или по многу испразноци, ако има диареа, доколку многу губи со тие, со проливот, така народно кажано, а не внесува толку течност, тогаш треба сепак да биде прегледан од лекар и потоа да се превземат сите оние работи кои што се важни. Зашто може да настане нарушување на внатрешната средина. Ние имаме стабилен ацидобазен статус нормално, меѓутоа доколку настане дисбаланс, метаболна ацидоза, викаме, или алкалоза при многу повраќање, тогаш треба да се даде адекватна терапија, орална рехидрација, прво што се спроведува дома, а потоа и во болница со адекватен интравенозна рехидратациона солуција. Значи, секогаш ние дома треба да имаме за рехидратација некое средство, електролитен раствор. И да нема. Најстар лек е водата. Ако не знаете што да правите, дајте вода. Да ставиме шекер внатре? Вода само дајте. Само вода. Ако не знаете. А има друга прескрипција каде што се додават и бикарбонати, и шекер, така натаму. Меѓутоа, ако не знаете што да правите, нема никој да погреши ако даде вода. Значи, рехидрирајте го детето, а после трчајте, барајте орални рехидратациони солуции, консултирајте семен лекар, матичен, педијатар и така натаму, и потоа секако се што треба да се превземе. Преминуваме на следното, болка во стомакот, иако повраќањето и болката во стомакот се често пати поврзани, децата што повраќаат се жалат и на болка во стомакот, понекогаш имаат и пролив, односно диареја, но се случува и да немаат никакви симптоми, да изгледат сосема здраво, а да се жалат на болки во стомакот. Да, и докторот да рече на детето не му е ништо. Да, како може да има болки во стомакот, а на детето да не му е ништо? Исто така, како и повраќањето и болката може да биде од органска причина и од неорганска. Од органска се многу диференцијално диагностички пристапи може да имаме, меѓутоа да не се пропушти хируршка болест. Тоа е важно. Меѓутоа, болката во стомак може да биде и од екстраинтестинален тракт, болка во стомак при кашлање, кај една бронхопневмонија, кај една пневмонија, кај друга некоја болест која што нема врска со гастроинтестиналниот тракт. Зошто децата чувствуваат болка во стомакот ако има, да речеме, гнојна ангина или пак пневмонија? Така, гнојна ангина ако има, бидејќи има лимфни јазли, лимфни жезди во гастроинтестиналниот тракт, токму во цревата, кои што при инфекција може тие да некако да се зголемат и да викаме зголемени лимфни јазли, мезентеријален лимфаденит, и тие да прават болка. Денеска е веќе познато, ако до вчера беше 70 до 80%, сега веќе студии кажуваат до 90% од целиот имун систем. Практично целиот имун систем се наоѓа точно во гастроинтестиналниот тракт, односно во цревата. Значи, тука моќта на цревото е непроценлива. И сите оние сигнали кои што се упатуваат до многу клетки, а посебно до мозокот. Значи, онаа поврзаност на црево, мозок, таа е сега веќе научно докажано и подкрепено, така да и тонзилофарингит, рековте, боли грло, црвено грло, дали гнојна ангина или некоја друга вирусна инфекција која што можеби нема да ја докажеме, а ќе речеме детето се жали на болка. Уринарна инфекција може да оди само со абдоминална болка. Сега има и други болести, како и при јакутен ентероколит, при еден обичен пролив. Мислам дека нема дете, нема човек кој што немал во животот пролив од различна причина. Најчеста причина е вирусна етиологија и тоа ротавирусот веќе докажен. За среќа 2019 година, мислам 1 јули се започна со таа имунизација, така да ги заштитиме децата од тешки форми и компликации кои што може да настанат од ротавирусот, бидејќи не е само на цревото, практично цел организам и страда. Понатака болка во стомак може да биде од неорганска причина. Денес 10 до 12% знаеме дека децата, школски деца, особено од 9 тамо до 12-13 години, имаат болка од неорганска причина.
Таа физиолошка болка што се нарекува или не е таа Не, истата? Ова е психогена. Психогена. На училиште. Има тест, има за учење. Го карат дома, го карат на училиште. Децата се сурови, еве видовме што се случува. Ќе почне да се жали само за да не оди во школа. Да речеме. Секој ден или се жалите, ама кога ќе заврши периодот на времето кога треба да оди во школа, после се игра. После како ништо да не. Исчезнуваат симптомите. Исчезнуваат. Секако тука треба да видиме и инфективна етиологија. Имаме паразитози, имаме други болести и една болест што се вика во група, да кажем, инфламаторна болест на црево. Се јавуваат и тие кај децата? Да, се почесто сега имаме како во светот, така и кај нас, на помала возраст да диагностицираме деца со инфламаторна болест на црево, каде што во групата се кронова болест и улцеративен колит. Може симптом единствен да биде абдоминална болка. Понатака абдоминална болка со хронична диареја, повеќе од 4 недели ако трае диарејата. Или со губиток на телесна тежина. Тоа е веќе 25% до 30% од децата ја имаат тој тријас на симптоми. Меѓутоа 5% од децата под 5 годишна возраст може да имаат само абдоминална болка и потоа треба секако адекватен пристап согласно протоколите кои што ги имаме од Европско здружение за педиатриска гастроентерохепатологија и нутриција, за да исклучиме или потврдиме инфламаторна болест на црево. Значи, кога децата ќе се пожелат на болка во стомак, тоа сериозно треба да се свати. Секако, секако. Инфантилни колики имаме во дојнечки период. Се започва можеби од тука, да. Да. Па, како да ви кажам, една дисбиоза, значи ако имаме многу микроорганизми во нашиот гастроинтестинален тракт, и тие нормално живееме со нив. Меѓутоа, ако се наруши малку патогени, бактерии преовладуваат наспрем оние коменсални бактерии, тогаш може да настане болка во стомак, тегоби, гадење и така натаму, значи сепак е таа хомеостаза да не се наруши. Препорачувате пробиотици да се земаат дури и кај бебињата како што се јавуваат инфантилни колики, односно грчеви, кои што се силно изразени? Да, прво таа незрелост на зрее организмот, значи гастроинтестиналниот тракт, не е детето кое ќе се роди и веднаш да биде и цел имун систем воопшто на детето првите 5 години од животот зреат. Ако порано се знаеше дека детето се раѓа со стерилен гастроинтестинален тракт, веќе студиите се докажуваат дека детето сепак уште интраутерино започнува колонизацијата со бактерии. Така да кога ќе се роди, па потоа мајчино млеко, кој што има незаменливо да кажам, па потоа почнува да се создава таа флора постепено се да достигне до она адултна флора која што треба да ја држи организмот здрав. Ние треба да создадеме единка која што ќе биде здрава во заедницата. Ние посебено, тука вклучувајќи сега немаме време многу да збориме и за исхраната и така натаму, кој што треба сето тоа да се склопи, значи мултидисциплинарен пристап и правилна едукација и на родителите, кога што да воведат, значи започнувајќи од првиот ден од живот, зашто ние практично педиатрите ги следиме децата не само од раѓање, водиме грижа и за од концепција па се до 18 години. Заедно додека се роди, тука се гинеколозите, па да се види некоја мана да не има и така натаму малформација, а веќе кога ќе се роди тоа припаѓа на педиатрите. Професор, ке само да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент ке можете да се вклучите во програма на нашиот телефонски број кој што е испишан на екранот и да поставите прашање поврзано со темата на која што говориме. Професор, ке при силен ентероколит, при силен пролив, се случува потоа децата да развијат проблеми со стомакот. Или пак некои од нив да добијат диагноза транзиторна нетолеранција на лактоза. И тоа е релативно често. Зошто се случува такво нешто? Ги спомнавте и пробиотиците, значи кога имаме акутен гастроентеритис, тоа е болест која што трае 7 дена, само лимитирачка, почнува, трае и завршува. Може да се појави при изразена инфламација кога имаме, може лактоза шеќерот, има еден ензим лактаза кој се вика, кој што треба да го разложи на
и да овозможи нормална понатаму пасажа на цревото. Меѓутоа, во состојба кога имаме инфламација при акутен гастроентеритис, лактазата која што нормално се наоѓа практично на оние цревни резички, може да се изгуби, да се наруши и потоа лактоза шекерот која се разлага на гликоза и на галактоза, практично не може да се разложи, го нема ензимот и се појавуваат течни столици. Може после една акутна епизода на гастроентеритис да се појави, тоа е секундарна лактозна интолеранција. Примарна е онако што се појавува, која е поретка и се појавува веднаш после раѓањето. Оваа поминува со текот на Ова времето? поминува, да, со време. Затоа е и важна исхраната тука. Во тој период треба да се исфрлат млечни производи? Може еден период да се припазува, да, лактоза, млеко има и во мајчиното млеко, меѓутоа ние не го кратиме, треба да се прима, бидејќи има многу имуни тела во самото мајчино млеко кои што се и најак пробиотик и најдобар антибиотик, сите оние компоненти кои што ги содржи мајчиното млеко се практично од круцијално значење за третман на еден акутен гастроентеритис. Значи, мајчиното млеко не се крати, ова е многу важно да се потенцира. Значи, 4 до 6 часа после рехидрирање на детето се враќа на истата храна која што претходно ја јадело. Не треба разредени формули, морков ориздам, па една недела, 2 недели, 3 недели. Па не знам какви се диети. Значи нема потреба од никаква диета. Нема потреба од диета. Веднаш потоа најнормална исхрана. Треба да се врати. Тука е клучот. Тука ова никој не го практикува од нас, но еве убаво е да се знае дека има нови препораки. Ова се што се многу одамна. А одамна се? Од 2008-2014 е апдейтиран гајдлайн. Но се уште добиваме понекогаш совет. Се уште и на жалост потоа не јадат децата и после доаѓаат за пријам во болница затоа што гладувале не сега од ентероколитот, се гладувале затоа што така се договориле во фамилијата, мајка, татко, баба, дето да се најде. Секако ќе помине тој акутен гастроентеритис, се разбира колку е помало детето, толку е посериозна таа состојба на дехидрација и треба да биде прегледана од лекар и ако треба и да се хоспитализира, затоа што се уште умираат деца од акутен гастроентеритис доколку не се адекватно рехидрирани. Имаме гледачи кои што очекуваат да се вклучат во програма. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Се работи за 7-годишно момче кое што 2 години веќе има болка во стомакот, која што е нагласена за време на оброк. Направени се сите испитувања од типот за интолеранција на глутен, на лактоза, потврден е ДКУ2 за генот за целијакија. Исто така и има интолерантност на лактоза во адултен период. Меѓутоа нема крв во столица, повторени се испитувањата за антитела во крв за целијакија, сето тоа е негативно. Меѓутоа ехо е правено неколку пати, паразити во фецес, хеликобактер пилори, сето тоа е негативно и во фецес и во крв. Кој би било препораката на докторката за следен чекор што треба да се преземе? Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Професорке, што ќе советувате? Благодарам за јавувањето, значи комплетно обработено дете. Секако повеќе работи ги кажавме тука причините. Убаво гледачката спомна дека е направен и тест за исклучување или потврдување на целијачна болест, значи интолеранција на глутен. Мислам дека беше еден позитивен, сега не знам каков е ткивната трансглутаминазна антитела, слободно да повелат да пристапат на клиника, да ме побараат и да видиме таа антитела, бидејќи се сменија и ставовите во диагностиката. Ако порано со години ги диагностициравме, значи оние кои што имаат комплетна интолеранција на глутен, една болест што се вика целијакија, порано со години се диагностицираше, сега има и други тестови, и побрз тест, и тест кој што ќе ни укаже во зависност каква е антителата, таа ткивна трансглутаминазна антитела и ендомизијална антитела. Ако е над 10 пати од нормалните вредности, тука и нема потреба да се прави тенкоцревна биопсија. А ако е потребно, тогаш се прави тенкоцревна биопсија за да може да се докаже или да се
отфрли болеста целијаки. Бидејќи кај детето е направено и РТ-генерачен зглоб слушнав, кој што не отсасува од нормалната, тока се гледа матурацијата коскена, каква е, дали прати возраста, доколку нема се следат тие деца, доколку не е докажано ништо, нема ни лимфни јази, колку што разбрав, меѓутоа слободно нека се обратат на Универзитетската клиника за детски болести, на оделот за гастроентерологија, повторно да разгледаме, да видиме дали треба и што друго би можело да се испита. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се работи за 2-годишно момче, веќе 2,5. Од декември минатиот има проблем со констипација. Значи се работи за 2-3 дена, максимум до сега што се случило се 5 дена. Меѓутоа проблемот е тоа што тој нема тврда столица. Нема пролив, има нормален измет, едноставно до сега се што можевме од оние народни лекови, слива, компоти, јаде се, нема никаков проблем со јадењето, не заостанува, нема температура, нема ништо друго како симптом, осем дека не сака да излезе по надвор. Аха, не сака да излезе. Да, буквално не сака. Значи, поминуваме сигурно по еден ден, некогаш и два, го убедуваме да иде во вет. Токму за ова следно требаше да зборуваме. Ви благодарам што се вклучивте во денешната емисија и што го споделивте овој проблем со кој што го имате, кој што воопшто не е едноставен. Да, благодарам професорке, зошто ова се јавува? Како е можно децата да одбиваат да излезат по голема нужда, да го задржуваат, да задржуваат столицата во телото? Некои намерно го телото? прават тоа, ке се заиграт, многу е поинтересна играта, него да одат тие да во тоалет или некоја друга активност имат и така натаму. Но тоа е неорганска причина. Може ке некој деца да има успорена некоја пасажа или забрзана во зависност. Кај слушнав дека е уредна столицата, кај некои пациенти имат голем проблем. Тврда е, не може да се искака детето, значи чувствува болка. Така да тука мора предпазливо да не пропуштиме некоја болест, така англионарен мегаколон, Хиршбрунгова болест, да видиме како е ампула ректи, значи се прави ректално туше при самиот преглед, за да можеме да знаеме дали понатаму ќе продолжиме со други инвестигации. Понатаму из храната, знаете, деца има кои што само се хранат со млеко. Млекото исто така може да направи тврда столица. Се она што даваме кај проливот морков, ориз, банана, може секој ден дете кој што ќе јаде само ориз и други некои состојки кои што се даваат при ентероколит, ќе направи тврда столица. Какаото исто така. Значи многу е важно храната да биде адекватна. Пробале, тука гледам и сливи и така натаму. Природен начин е најдобар за мене, мислам. И секако храна која што ќе волуминозна храна, да варена зелка и така натаму да се даде. И кога треба да се научи да се размрда цревото малку, се дава и од соодветна терапија која што не се ресорбира во цревото, туку само треба малку да ја забрза перисталтиката, значи работата на цревата, за да може детето лесно да се искака. Некои деца имат и проблем додека какаат, се појавува и крв во столица. Ке рече тврда столицата, фисура ќе се појави и крв во столица. Така да и тука мораме повторно предпазливо да видиме од што е таа крв и секако да пристапиме за да не пропуштиме нешто од тие веќе органски, што кажавме. Што е важно, едно новородено и доенче. Ке рече детето не кака 10 дена. Се разбира да не пропуштиме обструкција, значи некоја обструкција на гастроинтестиналниот тракт или некој стоп, меѓутоа кај едно дете новородено кое што се дои, максимално целото млеко се ресорбира. И викаме јупиенот е 100%. Нема што да кака, нема резидуа, нема измет. И тогаш ако е меко стомачето, детето не повраќа, малтене и златно жолта е столицата, не треба ништо посебно да се прави. Меѓутоа, понатака треба да следиме, зашто има некои кондиции кои што метаболни започнуваат уште во раниот неонатален период и барат тука малку повеќе да се обработат.
Кај децата кои што од психогена природа одлучуваат да не излезат, да немаат столица, да не седнат на нокширче или пак на тоалетната школка. Советувате ли психолошки третман? Секако, кога ќе исклучиме органска етиологија, совет за исхрана, дадена терапија која што треба да ги размрда малку цревата, секако сме во контакти со нашите клинички психолози, кои што имаме одлична соработка и кога треба, тука се да ни помогнат и во такви ситуации. Оние родители што имаат деца со тврда столица и со запек, со обстипација, понекога се одлучуваат редовно да им даваат нешто за да се ослободат од столицата. Чепчиња, потоа некои средства за омекнување на столицата и за побрзо исфрлање. Дали тоа може да биде контрапродуктивно? Да ви кажам, чепчиња редовно не треба да се Дури даваат. мини клизми ставаат. Знам се што ставаат дома, не треба ништо такво да препорачуваат. Прво, дали се тие стручни, како ќе го стават, ќе им се објасни, може би така натаму, меѓутоа сепак постојат европски протоколи како да се истретираме една обстипација, која што е од неорганско потекло, така да нема потреба дома, па поготово дете над година дена, секој ден чепшиња и така натаму, тоа е малку непријатно, детето не сака да се зимат, се внесува, се отвара, така натаму. Не се препорачуваат, а инаку има лаксативни средства кои што се унифицирани во Европа, полиетилен глуколот кој што практично се дава само за да ја забрза таа перисталтика и секако совет за исхрана. И совет за исхрана. Да. Така, тоа е многу важно. Ние продолжуваме понатаму, ќе проговориме и за прибирливоста на децата. Можеме да го видиме и тој телоп, кој што, значи, често пати децата, следно се извинуваме, гастроезофагиалниот рефлукс, малку повеќе на тоа може би треба да се задржиме пред да преминеме на прибирливоста. Како се манифестира оваа состојба, овој проблем кај децата? Дали една упорна кашлица, хронична кашлица кај децата и чести обструкции на белите дробови може да укажува всушност на стомачен проблем? Може, и затоа е оваа болест на некој начин гастроезофагиален рефлукс, си е рефлукс, меѓутоа кога збориме за гастроезофагиална рефлуксна болест е веќе нешто друго. Не е тоа исто. Не е тоа исто. Значи, кога имаме болест, спомнавте кашлица, да може кашлица, меѓутоа тоа е кога дел од секретот и практично цела количина она што се наоѓа во желудникот, кога се враќа од некоја причина назад, значи преку езофагусот, да дојде до оној дел во устата и таму имаме раздвојување на респираторниот тракт и гастроинтестиналниот тракт, каде што може да инхалира делот да диши. И потоа да се појават и обструкции и така натаму. Затоа мултидисциплинариот пристап тука е важен. Ние сме во контакт со колегите од пулмологија, кои ќе дете кои што е на чести обструкции има и така натаму, тогаш ќе не консултираат, па да продолжиме да докажеме или Како да го отфрлиме. докажувате тоа? Па постои 24 часовна компјутеризирана пехаметрија која што треба да се реализира за да може да се потврди колку епизоди има детето во тек на 24 часа на враќање на таков секрет и последователно со специјален софтвер се мери дали е тоа ги опфаќа оние критериуми за дијагностика на болеста. Инаку, некогаш треба време, особено доенечки период, неонатален период, да се затворат тие сфинктери кои што не дозволуваат мускули, да не дозволуваат храната да се враќа од желудникот во езофагусот, значи хранопроводот, па потоа или во устата или да не се аспирира. И да се заштити секако детето, бидејќи во желудникот се наоѓа киселина, која што при секое враќање може да направи оштетување на езофагусот, болка и така натаму, и потоа да се влоши состојбата. Затоа тука сепак педијатарот и потоа консултација кога е потребна и со нас. Може ли овој проблем да се јави во школска возраст како резултат на стрес? Да почне да се излачува киселина во поголема количина? Па може, меѓутоа тука повеќе може би размислувале за гастрит, бидејќи се помали децата и тоа го имаат.
поредко некои други поголеми ерозии, генетска предиспозиција секако. Така да сите оние анамнестички податоци кои ќе ги добиеме од родителот, ако во фамилијата има чир, има гастрит и така натаму, тука би барале. Значи може и во детска возраст тоа да се јави. Возраст, може последно интензивно повраќање да се јави гастритис? Па едно повраќање не верувам, меѓутоа кога е болката, кога имаме повраќање, кога е хеликобактера кој е позитивен, генетска предиспозиција, следење на детето, значи сепак повеќе месеци треба тоа да трае за да настанат такви ерозии евентуално и да се направи ендоскопска процедура на горниот гастроинтестинален тракт и да се види за што станува збор. Ни остана прибирливоста при јадењето кај децата, но немаме време за тоа. Имаме тука простор за една цела емисија, ми се чини. Да, повторно ќе дојдам ако ме поканите. Да, секако, па нормално. Нормално, еве ние темата која што ќе обработиме, професорке, при вашето следно гостување во Телма амбуланта или пак во магазинот за родителство 0+ месеци. Јас ви благодарам многу за денешното присуство во студиото на Телма и што убаво, детално ни ги опишавте сите проблеми, повеќето проблеми, не сите, но повеќето најчестите проблеми поврзани со стомакот, со дигестивниот систем кај децата. И јас ви благодарам на поканата, на вистина ми беше чест што денеска бев дел од вашата емисија и се разбира ќе имаме сигурно повторно време, наредна емисија некоја да проговориме и за други некои теми. Има многу. Полето на гастроентерохепатологија е многу широко, обширно и во секојдневно имаме некои иновации, така да еве може понатаму да бидам гост. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш, ким се заблагодарам и на гледачите што денеска не следеа и што изгледа уште една Телма амбуланта преку која што заедно учиме за нашето здравје. До гледање.